Скопје како главен град на Македонија, сакал тоа некој да го признае или не, прераснува во вистински велеград, кој во последно време налик на големите европски градови, се повеќе се судира со сообраќајниот метеж, но и со загадувањето, кое за наши прилики сепак во голема доза зависи од возилата. Новиот градски татко, кој неодамна е на позиција градоначалник на град Скопје, господинот Петар Шилегов, како што најави во својата изборна програма, веќе почна да спроведува одредени проекти, но како вели тој има уште многу да се работи, особено на ова поле. И градот на Вардар има свој визии и ветува дека и во иднина Скопје ќе има на што да се гордеат. За подобрувањето на протокот во централното градско подрачје покрај инфраструктурни решенија ќе се работи и на воведување нови сообраќајни концепти во јавниот превоз, паркирањето, а особено внимание ќе се посвети на зголемувањето на улогата на алтернативните транспортни средства, што значително ќе влијае на економскиот и урбаниот развој на престолнината по стандардите на големите европски метрополи. Градот Скопје е сообраќајно развиен град, затоа што инфраструктурата потребна за нормалното одвивање на сообраќајето од секаков вид е неизградена. Во текот на мојот мандат и она што го зборува за време на кампањата ќе влеземе во интензивно градење на инфраструктурата со цел да овозможиме делови од градот да бидат потоа забранети за сообраќај, паралелно во новата инфраструктура да бидат соодветно запазени современите стандарди за одвивање на алтернативниот начин на сообраќај. Нашата концентрација при правењето на стратегијата за сообраќај на градот Скопје, најпрво пешакот, па велосипедистите, јавниот транспорт и возилата на последно место како концепт на развивање. Градот Скопје работи на интензивно наменување на концептот на јавниот сообраќај, бидејќи транспортот на луѓето, што е улогата всушност на јавните сообраќајни предпријатија, е застарен и не одговара на потребите на Скопјани, токму заради тоа и него употребуваат јавното сообраќајно предпријатие. Интензивно работиме паралелно и на алтернативниот начин на сообраќај, пред се велосипедскиот сообраќај. За жал, проектот Скопје велоград, кој што требаше да биде имплементиран до крајот на 2016 година, во 2018 како ја затекнавме состојбата, беше реализиран 40% тоа што било првично зацртано. Во овие неколку месеци влеговме во интензивирање на изградбата на велосипедски патеки, повеќе од 6 километри нови велосипедски патеки во овие 3 месеци се изградени. Значајно внимание даваме и на она што е иднината всушност на сообраќајето, тоа е сообраќајот со електричните превозни средства. Веќе имаме поставено на 5 пункта во градот така наречени електрични пумпи за полнење на електричните возила и во соработка со другите општествено одговорни компании очекувам дека во текот на 2018 година на уште 12 локации во градот Скопје ќе бидат поставени оваков тип на полначи на електрични возила. Оваа политика очекувам дека ќе биде пратена од централната власт во смисол на олеснување на граѓаните, финансиско олеснување на граѓаните за набавка на овој вид на возила. Се на се, идејата е дека заради заостанатоста во организирањето на јавниот сообраќај, на алтернативниот тип на сообраќај во Скопје во изминатиот период, ќе влеземе во едно интензивно преклопување на неколку од концептите кои што подразбираат малку поинаков сообраќај од она што за жал во Скопје го имаме исклучиво автомобилски сообраќај. Развива веќе 2 пилот програми за електричните автобуси. Ги компарираме резултатите на електричните автобуси во однос на автобусите на природен газ. Нормално цената, Скопје е сиромашен град. Меѓутоа, двата пилот проекти очекувам дека во првата половина на оваа година веќе ќе бидат присутни на скопските улици и ќе ги понудиме на скопјани да ја видат разликата помеѓу она што сега го имаме како автобус во однос на електричните автобуси. Во секој случај, визијата која што имаме како градска администрација е да постојните дизел автобуси бидат заменети со еколошки поприфатливи. Дали тоа ќе влезе како електричен автобус или автобус на природен газ или поинаков тип на електричен сообраќај, работа која што
по извршените студии ќе ја донесеме како порешение. Автоплус е магазин кој што има интензивна соработка со градот Скопје и во текот на претходните мандати на моите претходници. Таа е добра соработка, добро восстановена соработка, да ја развиваме во периодот кој што ни предстои и поинтензивни се контактите, бидејќи е магазин кој што нуди или има визија и застапува алтернативни начини на развој на сообраќајот и визијата за иднината на сообраќајот, вклучително и автомобилскиот. Вредните американски статистичари пресметаа дека на 29-тото издание во автомобилската престолнина Детройт во Кобе центарот имаше над 40 премиерни изданија. Она што овој пат секако и одвлече внимание на јавноста е што американските магнати, иако најавуваат своевиден пробив во развојот на возилата на алтернативен погон, хибридни и електрични изданија, сепак во моментов се одлучија да се представат со така наречени трошаджии, големи пикапи, луксузни SUV изведби, лимузини. Да, треба да се мисли на иднината, но сепак сега сме кај американците, кои се уште уживаат во ефтин бензин и не е важно дали нивните ѕверки се со 6, 8 па и 12 цилиндри. Кон ова да има и потребна доза на луксус, екстравагантност, раскош. Европските, јапонските и корејските компании кои се повеќе посакуваат поголем колач од автомобилскиот пазар број 2 зад Кина, исто така одговорија на соодветен начин. Традиционално на автосалонот во Детройт, организаторите ги објавија победниците на годинешниот конкурс Најдобар автомобил на Северна Америка за 2018. Според изборот на жирито, титулата кај патничките автомобили припадна на Honda Accord, кај кросоверите на Volvo XC60, така и големите теренци Lincoln Navigator. Во својата категорија моделот на Honda доби најмногу гласови во конкуренција на Kia Stinger и Toyota Camry. Шведскиот SUV беше поуспешен од Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey, додека Navigator ги остави зад себе Chevrolet Colorado ZR2 и Ford Expedition. Одамна не се случило трите најголеми американски компании да представат своји новитети во најпопуларниот сегмент во САД – големите пикапи. Да почнеме од Chevrolet, кој по она спектакуларно представување на својот Silverado во Тексас пред само неколку недели, во Детройт го покажа и на пошироката јавност. Тековниот пикап доби 8 различни модификации во исто време. Од новините вреди да се споменат Silverado RST, прилагоден по примерот на Tahoe RST за асфалт, како и Silverado LT Trail Boss Offroad верзија. И покрај зголемувањето на димензиите, дизајнерите успеа да изгубат тежина од 204 кг благодарение на употребата на алуминиум. Погонската гама се состои од 6 комбинации на мотори и менувачи. Достапни се V8 бензински мотори со капацитет од 5,3 и 6,2 литри, како и 3 литарскиот Duramax Turbo дизел. Како пренос ќе биде достапен нов 10 брзински автоматски менувач. Во Детройт е представена и новата 4-та генерација на Dodge Ram, која импресионира со ревидиран дизајн и голем број на технички иновации. Новиот Ram за моделската 2019 е полесен за 102 кг од својот претходник. Каросеријата е подсврста, за оваа прилика вградени се и специјални аеродинамични елементи, активирани од електричен систем. За полесен пикап се користат и повеќе алуминиумски компоненти во задниот капак, моторот, подпирањето, како и во некои трансмисиски состави. Под хаубата на новиот модел е лоциран 3,6 литарскиот Pentastar V6 мотор, кој генерира 305 конски сили и 365 Нм вртежен момент. Како дополнителна опција, Hemi V8 исто така ќе биде достапен со капацитет од 395 конски сили и 556 Нм вртежен момент. Американскиот производител Ford го представи на домашната изложба актуелниот пикап Ranger со целосно нов дизајн,
специјално направен за пазарот во САД. Преработениот практичен автомобил ќе се продава со две конфигурации на кабината – Супер Кап и Супер Кру. Рамката за пикапот е изработена од челик со висока цврстина, како и двата браници. Под хаубата има редна турбо четворка EcoBoost со зафатнина од 2,3 литри во спрега со 10 степена автоматска трансмисија. Во опремата на верзијата со задни тркала е вклучен диференцијал Dana Track Lock, а сите модификации на пикапот може да бидат опремени со електронско заклучување на задниот диференцијал, кој доаѓа како стандардна опрема за верзиите FX2 и FX4. Од Ford ги издвојуваме моделите Edge ST и креацијата со која се навраќаме во минатото Mustang Bullitt. Ford го подложи на сериозен фейслифтинг моделот Edge. За прв пат Ford го користи индексот ST при SUV моделите. Ford Edge ST е управуван од 2,7 литарскиот V6 EcoBoost агрегат кој во оваа изведба развива 335 конски сили. И тука предходниот 6-степен автоматски минувач му отстапува место на новиот 8-брзински автоматски механизам. Што се однесува до европската верзија, незиното дотерување ќе дојде во 2019 година. За да одбележи 50 години од легендарниот филм Bullitt и неговата незаборавна сцена, речиси 10-минутно гонење по улиците на Сан Франциско, Форд ја прероди иконата Mustang Bullitt со специјална лимитирана серија, новиот Mustang Bullitt кој е во состојба да развие максимална брзина од 260 км/ч, е опремен со доработен 5.0 V8 мотор со максимална мокност од 475 конски сили, класична Dark Highland Green надворешна боја, стилски хромирани апликации, 12-инчен LCD инструментален блок, седишта Recaro со кожен тапацир и уникатен колорит, бела топка на рачката на менувачот и издувен систем со активно управување на звукот. Луксузната филијала на Honda во САД го представи новиот кросовер Acura RDX Prototype. Концептот е многу блиску до итниот сериски модел со кој ќе биде најавен новиот дизајнерски јазик на марката. Изгледот му е инспириран од концептот Precision од пред 2 години и се карактеризира со впечатлива маска и вешто имплементирани LED светла. Во внатрешноста се истакнуваат големиот екран на инфозабавниот систем и, како велат од Honda, најдобрите седишта што некогаш ги направиле. Поставен на потполно нова платформа, Acura RDX ќе биде задвижуван од дволитарскиот турбомоторот Accord. Неговата моќ за сега не е објавена, а ќе биде во спрега со 10 степен автоматски менувач. Подоцна ќе му се придружи и хибрид, а се зборува и за Type S перформансна верзија со потполно нов V6 турбомотор. BMW X3 беше првиот автомобил кој во 2003 година го зачна сегментот SAV, Sports Activity Vehicle, возило за спортски активности. Од тој момент па се до блесокот на оваа трета генерација, BMW регистрира 1,5 милиони нови регистрации на ова остварување. Наред е третото поколение на BMW X3, кое е подготвено да го испише следното поглавје и да ја направи приказната на успехот уште повпечатлива. Новата визија се должи главно на еден од најмладите дизајнери во баварската фирма Kelvin Look, кој работеше досега на BMW 1 и на сегашното X1. BMW X3 е развиен од самиот почеток на BMW CLAR архитектурата. Тајното име G01 покажува дека развојот започнува од почеток, давајќи им на инженерите доволно време да создадат сосема нов автомобил врз модуларната платформа. Во оваа смисла, покрај понудата на значително количество нови технологии во споредба со стариот F25 X3, новиот G01 X3 нуди многу повеќе.
порасна во димензии, а сепак е полесен. Имено с големината употреба на алуминиумски компоненти во каросеријата, моторот и подпирањето ја намали масата на релевантните состави. Поради ова, BMW X3 е дури 55 кг полесен од предходната изведба со слични спецификации, а употребата на нови материјали придонесе за поголема цврстина на шасијата и поголеми торзиони од стапки. На крајот сето ова води се разбира и дизајнерскиот јазик, води и кон многу подобра аеродинамичност, па сега коефициентот на отпорот е CD еднакво на 0,29. Гледано од глобален аспект и новината го следи трендот на X изданијата кои се меѓу најпопуларните во премиум сегментите. И овде имаме од дизајнерска гледна точка комбинација на робусен SUV со многу доза на спортски елементи. Новите пропорции вклучуваат мощне кратки предни и задни препусти, насочувајќи го вниманието кон совршената распределба на тежината од 50:50 меѓу предната и задната оска. Мокината динамичност е нагласена со голема маска и адаптивни предни LED светла со хексоаголен дизајн кои првпат се користат кај X3. Силуетата е малку поинаква поради поголемиот агол на предниот А носач и ветробранското стакло и кровниот спойлер кој сега изразено се спушта надолу. Позади доминираат светлосните состави исто така во склад на корпоративниот дизајн на компанијата со LED технологија, големата пета врата и двете издувни цевки. За комплетен филинг во опцијата која ја управувавме секако свој удел имаат 20-инчните M алуминиумски филни Double Spoke Style 699M, кровни шини Shadow Line, како и специфичната боја Pythonic Blue Metallic. И внатрешноста на новиот BMW X3 е со чекор понапред во однос на предходникот, безпрекорен спој на завршна обработка и квалитет на материјалите, посебно на тесниот модел. Луксузноста едноставно зрачеше, иако во суштина имавме М пакет кој треба да има спортски поединости, но рака на срце и тие не недостасуваа. Завршната обработка е безпрекорна како и обично, а нашиот тест модел имаше внатрешност Вернаска Oyster, инструменталната табла е обвиткана во Sensatec. Ова дава чувство дека има повеќе длабочина, што визуелно прави дека има раскошна пространост за патниците напред. Навигацијскиот систем Professional е со можност за планирање на рути во согласно со индивидуално дефинирани критериуми, дава информации за растојание од дефинирана дестинација, предвидува време на пристигнување. Ракувањето со iDrive контролерот и копчиња за директен избор, сите функции ви се пред вас. Овозможува управување и со телефон или радио со говорни команди. Приказните се отчитуваат на дисплеј со големина од 10-инчен дисплеј со резолуција 1440 на 540 пиксели и 20 гигабајти меморија. Аудио составот има засилувач од 205 вати и 12 звучници. Седиштата се одлично профилирани со лумбална поддршка за уние напред, а нивото на удобност е дополнително зголемено со бројните опции, како автоматска клима во 3 зони, Ambient Air пакет, деллива задна клупа во однос 40:20:40. Во багажникот добивате 550 литри простор за складирање како стариот F25, но изгледа многу пофункционален сега поради квадратниот распоред. Дволитарскиот турбодизелаш може да звучи како скромен избор, но неговите перформанси го тврдат спротивното. Тешкиот автомобил од близу 1,8 тони спакуван со оние 190 конски сили и 400 Ньютон метри знае добро да повлече. Неверојатно, но и податоците го велат тоа. Моделот со овој мотор е мощно способен и дури изненадувачки брз на скоро сите видови на подлога. Долгите патувања со умерено темпо ќе бидат наградени и со мощна скромна потрошувачка, меѓу 6 и 7 литри на 100 километри, но со подинамично управување, особено како што имавме и ние по снег. Тогаш оваа граница значително се поместува. Она што посебно не изненади е мощна, мирната и тивка работа, па ниту при поголеми вртежи не се чувствува резок звук во кабината, а за тоа секако своја улога има далеко подобрата звучна изолација кај новата X3. Големи заслуги секако има и 8-степениот автоматски менувач кој нуди неколку начини на работа, а меѓу другото и мануелно менување на брзините. X-Drive погонот на сите 4 тркала за оваа цел е подобрен.
Освен 4x4 погонот, X-Drive е замислен и како помошен и дополнителен сигурносен елемент при побрзо, но и покомфорно управување, како на пат, така и надвор од него. Во теренски авантури во што можевме и да се увериме, но се разбира, ова не му е примарната улога, туку да го прави управувањето посигурно и поефикасно, во склад со еден од режимите од Driving Experience контролата – Еко, Про, Комфорт и Спорт. Кога сме веќе кај возните својства, вреди да се напомене дека BMW инженерите, како што веќе напоменавме, ги користеле огромните можности на шасијата со што се подобрени возната динамичност, стабилноста и посебното чувство на управливост. Сето ова вклучува M-Sport подпирање, динамичен надзор на амортизерите, Dynamic Damper Control, M-Sport сопирачки. Тука секако спаѓаат најновата генерација на активен темпомат Security Plus пакет, каде се вклучени асист составите за управување во лента, промена на истата, останување во посакуваната траекторија со заштита од бочен удар и негови директни контакти. Во моделот што го управувавме како дополнување имавме Driving Assist Plus, систем со камера и радар кој содржи Driving Assistant, вклучувајќи активна контрола на патната брзина со Stop and Go, функција при брзини од 30 до 210 км на час. Parking Assistant Plus системот содржи 5D Park Assistant Surround View 360 степени преглед околу возилото со помош на камери. Пред BMW е тешка задача да се избори против универзалната Audi Q5, против удобноста на Mercedes GLC, управливоста на Jaguar F-Pace, совршена шасија на Porsche Macan. Да, за се баварците имаат соодветен одговор и затоа се можеби и меѓу лидерите во сегментот, а сето тоа чини вака спакуваната опција во M-Car треба да ја платите 82.830 евра. Европската елита повторно имаше полн блесок преку премиум производителите кои нудат посебни креации. Како и американците, така и оние преку океанот во Детройт му дадоа фокус на луксузот, елеганцијата, екстравагантноста, но со доза на практичност. BMW го избра Детройт за прва изложбена премиера на моделот X2. Новината пристигнува како шести SUV модел на BMW на американскиот пазар. Малиот X2 својот дизајнерски стил го презема од поголемите браќа, моделите X4 и X6, но базата му е извидбата X1, од која е понизок за 8 см. Во внатрешноста повторно имаме доминантен квалитет на производство, многу меки материјали и се разбира дигитализација. Данокот за спортската купе линија е платен со помалиот багажен простор кој има капацитет од 470 литри, што е 35 литри помалку отколку во X1. Базниот агрегат ќе биде 2-литарски бензинец под името S-Drive 20i со 187 конски сили, а дизелскиот агрегат произведува ист број на конски сили и 400 Нм вртежен момент од истиот работен волумен. Најмокната погонска единица ќе биде 2-литарски бензинец со 228 конски сили и 349 Нм вртежен момент. Mercedes-Benz конечно ја покажа целосно новата генерација на офроудерот G-класа на салонот во Детройт. Иако на изглед SUV извидбата не е променета, под лимот се кријат многу подобрувања. Слабо зголемените димензии се компензираат со малку понизок коефициент на отпор на воздухот. Нова визија имаат фаровите, како и стоп светлата, а страничните трепкачи добиле поинаква форма и позиција. Внатрешноста е целосно нова, веќе нема голем дел од класичните копчиња. Воланот е различен, а интериерот е многу луксузен со повеќе кожа, елементи од дрво и карбон. Целосно надградената G-класа продолжува да користи само носечка конструкција на суспензијата, каква имаше и предходниот модел. Mercedes G-класа добива 3 диференцијали, а клиренсот на автомобилот е зголемен за 6 мм до 241 мм, а максималната длабочина на телото се зголемила за 10 до 70 см.
Се уште не се јасни моторите за Европа, но во САД моделот ќе се продава со 4.0 V8 битурбомотор на германската компанија, а 416 конски сили ќе се пренесуваат до сите 4 тркала преку новиот 9-степен автоматски менувач. Германскиот производител Volkswagen ја представи новата генерација на компактниот седан Jetta. Ова е 7-ма генерација на моделот кој досега се има продадено во повеќе од 16 милиони единици од своето лансирање во 1979. Новата Jetta е изградена на платформата MQB, а доби похрабар дизајн, поголем внатрешен простор во однос на својот претходник и голем број на нови технологии. Растојанието помеѓу двете оски е зголемено за 20 мм. Инаку не е тајна дека изгледот на Jetta 2019 е инспириран од Arteon и ID концептот. Во САД новата Volkswagen Jetta излегува со 1,4 литарски турбомотор со TSI и директно вбризгување на горивото. Моторот не е нов и се користеше и во претходната генерација на моделот. Неговата моќност е 142 конски сили, а вртежниот момент е 249 Нм. Погонот е на предните тркала со 6 брзински мануелен менувач или 8 степен автоматски. Исто така постои верзија на Jetta GLE со помоќен мотор. Toyota ја покажа новата генерација на големиот седан Avalon. Новата платформа донесе поголема должина која се растегна на точно 5 метри. Поголеми се и широчината и меѓуоскиното растојание со што е добиена надпросечна внатрешност за оваа класа. Во Toyota Avalon за комфорот се грижат и по добрата изолација и активното варијабилно потпирање. На возачот на располагање ќе му бидат 4 режими на управување и бројни системи за асистенција обединети во новата генерација на наградуваниот Safety Sense пакет. Палетата мотори се состои од подобрениот 3,5 литарски V6 во комбинација со 8 степена автоматска и хибридизираниот 2,5 литарски агрегат со CVT трансмисија. Honda конечно го обелудени својот компактен седан Insight со хибриден погон, директниот конкурент на Toyotiниот Prius. Моделот ќе излезе на пазарот во САД уште ова лето. И покрај тоа што Honda Insight доби за оваа прилика додаток во името ProType, сепак тоа е 90% сериски примерок. Новата генерација на хибридот е изградена врз основа на моделот Civic, а и архитектурата на кабината целосно потсетува на донаторската машина. Само линијата на покривот е закосена поради аеродинамиката. Новиот Honda Insight ќе биде опремен со хибриден погон од третата генерација, кој вклучува 1,5 литарски бензински 4-цилиндарски агрегат, електромотор и литиум-ионска батерија. Параметри за моќноста засега не се откриваат, но од Honda ветуваат ниска потрошувачка на гориво, помалку од 4,5 литри на 100 километри. Nissan представи импресивна концептна изведба X-Motion и навестува револуционерен компактен SUV на марката. Nissan X-Motion е со специфични седишта, конфигуриран во 3 реда, а за неговиот дизајн од брендот вела дека ја комбинира јапонската култура, традиционалното мајсторство на американските изведби за пространост со новата генерација на технологијата Nissan Intelligent Mobility. Токму така, X-Motion дава идеја за развојот на дизајнот на Nissan, од кој треба да очекуваме повеќе експресивни и футуристички стилистички решенија, како и решителни нови варијации на класични решенија. Јапонската марка Infiniti се представи со прототипот Co-Inspiration Concept. Прототипот е придвижуван од иновативен турбодвигател со променлив сооднос на компресијата WC Turbo, опремен е со следната генерација на технологија за автономно возење, како и уникатен интериер со фокус на практичноста, кој го зајакнува доживувањето при возењето на средните седани. Надворешноста на Infiniti Co-Inspiration Concept представува нов чекор во дизајнот на брендот и има расчистени и прецизни линии во комбинација со динамични и храбри пропорции. Ова е првиот настап на новиот дизајнерски јазик на Infiniti, поврзан со ерата на високата моќ агрегати. Прототипот Infiniti Co-Inspiration Concept е опремен со револуционерниот 4-цилиндричен турбодвигател со променлив сооднос на компресијата WC Turbo, која комбинира моќта на бензински агрегат со турбокомпресор со вртежниот момент и ефикасноста на хибриден или дизел мотор.
Lexus настапи со концепт на купе кросовер кој ќе ги редефинира границите на луксузот. Студиозно наречен LF1 Limitless, тој со своите атлетски пропорции просто ги плени погледите. Впечатливиот преден дел со маска со 3D ефект и лед осветлување му дава изглед како да дошол од иднината. Светлата на задниот дел кој е купеовски закосен скоро и да не се гледаат, за разлика од големиот дифузер и чудните отвори за воздух во браникот. Со силуетата владеат големите тркала, а се забележува и недостатокот на ретровизори. Тие се заменети со камери кои се само дел од мноштвото футуристички технологии во кабината, смислене да обезбеди максимален комфорт за секој патник. Јапонците други детали не дадоа, само наведоа дека постои можност за погон да бидат искористени водородни, електрични, хибридни, па и дури дизел изведби. Hyundai ја представи новата генерација Veloster. Машината ја задржува конфигурацијата на своите врати 2+1, односно од страната на совозачот има две врати за да го олесни пристапот до задните седишта, а кај возачот само една. Основен мотор за новината ќе биде 2-литарскиот бензински агрегат кој ќе работи со 6-степен рачен или со 6-брзински автоматски менувач. Моќта е 147 конски сили. Veloster Turbo има 1,6 литерски турбомотор со 201 конска сила, со автоматска трансмисија од 7 степени и 2 спојки. Исто така постои врвен модел Veloster N. Најмокната верзија е развиена од глобалниот центар за развој на брендот во Намјанг и оптимизиран на легендарната патека на Нинбургринг во Германија, а доаѓа со 2-литарски турбомотор кој е способен да генерира максимална моќност од 275 конски сили и ќе биде ставен во производство во септември оваа година. Новата Kia Forte доаѓа со поголема агресивност, динамичност, експлозивност, едноставно поспортски. На прв поглед веднаш се забележуваат елементите кои Forte ги презема од големиот Stinger, од формата па се до некои поситни детали. Сепак, Forte има свој идентитет благодарение на предните светла и динамичниот став. Forte сега е долг 4640, широк 1798, а висок 1440 мм, што го прави директен конкурент на другите автомобили од овој сегмент. И во внатрешноста повторно многу елементи инспирирани од Stinger, кружните отвори за вентилација, 8-инчен мултимедијален уред, спортски седишта. Во сад, Forte ќе се нуди со 2-литарски бензинец кој користи Аткинсонов циклус и EGR систем. Моторот испорачува 147 конски сили и 180 Нм вртажен момент. Поголемиот број возила ги напуштаат производствените ленти со одредени стандарди и потребни перформанси за просечни услови на управување. Но, доколку некој сака персонализација на своето возило според неговите вкусови, односно да се прилагоди возилото на желбите на сопственикот, постојат тюнинг изведби во многу сегменти. Многумина сметаат дека со тюнингот само се вулгаризираат перформансите, аеродинамичноста, звукот, трајноста. Но факт е дека денес со одредени промени и стручни зафати врз возилото може да се додаде повеќе моќ, да се осигура подобра суспензија за поголема стабилност, да се овозможи подобро управување, сопирање, подобра потрошувачка, како и да се имплементираат системи за подобра безбедност и сигурност. За сите овие поединости во Македонија има повеќе работилници, но секако по многу нешто се издвојува тюнинг центарот за оваа намена на Euro Impex, кој соработува со светски познати компании специјализирани на ова поле, каде можете да ги добиете сите посакувани дополнувања, за што на крајот добивате и потребен сертификат и гаранција за извршената работа, што секако е важно за задоволување на законските одредби и стандарди. Тунирањето е најпросто и наједноставно може да се обясни како еден вид на персонализација на перформансите на самото возило, а додека чип тюнингот е најбезбеден начин да се подобри ефективноста на самото возило во зависност од потребата на самиот корисник. Како функционира тунирањето? Значи, сите
нови возила се опремени со специјална единица за контрола и надзор на вбризгувањето и самиот систем за работа на возилото. Тоа кратко наречено се вика ECU, односно Electronic Central Unit или контролен модул на моторот, кај што се прибираат сите податоци од сите сензори на возилото што се однесуваат на моторот и се врз база на самата мапа што постои се изработува која количина на гориво и која количина на воздух треба да се бризга за да се направи идеална смеша на возилото. Сега, ние со чипувањето на возилото, со чип тюнингот на возилото, правиме корекција, односно ремапирање на самата мапа, за да ги приспособиме перформансите на возилото врз база на тоа што крајниот корисник го бара од нас. Дали сака да се подобри перформансите во однос на поголема моќност, поголема снага на возилото, или сака да се подобри перформансите што се однесуваат на подобра потрошувачка на возило, односно подобра процесна потрошувачка на возило и други услуги што ги нудиме. Сите производители на возила, кога ги развиваат возилата и при самото тестирање ги оптимизираат за милиони потрошувачи. Ние како компанија со самото наше чипување и тунирање можеме вашето возило да го оптимизираме и сетираме за врз база на вашите потреби и вашите желби. Луѓето во Македонија подразбираат дека тунирањето е спуштање на возило, шкрипење на гуми и зголемена бучавост на издувниот систем. Меѓутоа тоа не е така. Производителите на возилата ги оптимизираат перформансите за милион потрошувачи. Кај нас во Eurimpex можеме да направиме персонализација на секој еден потрошувач, односно да ги персонализираме сите негови желби со тунирање на возило. Како, например, спуштање на возило, со кое што се подобрува естетиката на возилото, меѓутоа најбитно од све е дека се подобруваат управливоста и безбедноста на возилото. Друга опција што ја нудиме е чип тюнинг на возилото, односно промена на мапата на вбризгување со зголемување на перформансите на моќноста на возилото и вртежниот момент и промена на издувниот систем со што се подобрува протокот на воздух и се зголемуваат перформансите исто на моторот. Кај нас во тюнинг центарот на Eurimpex може да понудиме 3 нивоа на тюнирање на возило. И тоа, ниво број 1, каде што се изработува специјална мапа за секое поединечно возило, кое што придонесува за подобрување на возните перформанси на возилото, без никакви механички промени на самото возило. Ниво број 2 го вклучува нивото број 1 со дополнителна подобрување на перформансите на турбополначот, на усисната грана и индуктивниот систем, и ниво број 3, каде што освен подобрувањето на перформансите имаме и промена на некои делови, значи промена на турбополнач, промена на бризгувачки за гориво, промена на издувен систем, промена на усисна грана и секако дека со оваа промена треба се направи промена и на системот за сопирање. Соработуваме со најдобрите светски тунинг компании, како што се CSS Power Tuning, значи корекција на софтвер, компанија за корекција на софтвер, Alientech, значи компанија за изработка на опрема и уреди за читање и пишување на софтвер, и Ragazon, издувни системи, и Vogtland, фирма за изработка на спортска суспензија и спуштање на возило. Сите компоненти и конфигурации кои што се вградуваат кај нас се развиени и произведени за секое возило поединечно. За извршената софтверска модификација, клиентот добива гаранција се додека возилото е возна состојба. Исто така е битно да напоменеме дека пред да се монтира софтверот, тој софтвер е тестиран на возило со идентични перформанси.
Организаторите на изборот за најубав автомобил на годината објавија дека победник и носител на титулата за 2017 година е ревитализираната креација од Рено, од легендарниот бренд Alpine, моделот Alpine A110. Оваа награда е огромно признание за сите оние кои дадоа полн придонес и толку многу од својата енергија за враќањето на овој символ на супериорност и француската елеганција повторно во живот, истакна Карлос Гон, председател и извршен директор на Рено Нисан Мицубиши. До финалната фаза на трката во изборот најубав автомобил на годината за 2017 стигнаа Alpine A110, Volvo XC60, DS7 Crossback, Jaguar E-Pace, Mazda MX-5 RF и BMW X2, а во неговите претходни две изданија победници стана Alfa Romeo Giulia и Renault Talisman. Властите во Калифорнија и дозволија на компанијата Reviver Auto да започне продажба на дигитални автомобилски таблички. Дигиталниот регистарски број AirPlate Pro, прикажан на детроитскиот автосалон, може да се испишува како традиционални комбинации од букви и броеви, така и слободни текстови, одобрени од Министерството за регистрација на патниот сообраќај. Поставките се направени преку веб-базиран интерфејс. Дигиталните табли нудат и други можности како автоматско продолжување на регистрацијата, емитување на рекламни пораки, информации за платен паркинг, осигурување. Експертите очекуваат за една година во Калифорнија да се појават барем 100.000 возила со дигитални регистарски таблички. Идејата е вообичаена комбинација од букви и бројки и табличката се прикажува само за време на возењето, а кога автомобилот ќе запре на семафор или во сообраќаен метаж, може да се послужи и за емитување на реклама. Американци.